Благодарам. Има збор господинот Макрадули Јани, повелете. Благодарам, почитуван председателе. Членот 3, кој што е изменет и е предмет на овој дополнителен предлог, е и еден од најпроблематичните во ова законско решение, бидејќи со овој предлог владата става монопол во играњето на и организирањето на игри на среќа преку интернет, и е ова практично законско решение кое се појави во една недела во 4 закони. Само да подсетам, владата по потрага по парите се реши да упадне во повеќе венецуелски тип во предпријатието Гама, во вториот пензиски столб, во однос на инвестициите во железничкиот сообраќај, и ова е четвртата работа каде што државата се решава да си биде фирма, и владата предлага дека единствено во Македонија организирање на игри преку интернет може да ги прави државната лотарија или фирма која што е во 51% собственост на Република Македонија. Денеска сме сведоци дека владата направи се да ги уништи компаниите кои што не свират по нејзини ноти во делот на организирањето на игрите на среќа. Ги зборувавме и за тоа и во акцијата Детонатор, прогледуваше низ прсти на нелегално организирање на игри во Република Македонија во вредност од 36 милиони евро оштетување на буџетот, за да внатрешните борби во ВМРО ДПМН и нетрпеливоста помеѓу Ставревски и Груевски кулминираат и со последната одлука да Груевски после враќањето од патот му ги поништи сите одлуки за смени на инспекторите во управата за јавни приходи. Колеги, ве молам да вас слушаме, ве молам. Пратениците на ВМРО ДПМН кои станаа пратеници заради акцијата Детонатор веројатно не сакаат да го слушаат ова. Тие си имаат свое минато овде и добро знаат, и затоа сакаат да создадат галама за да не се слушне она што е реалност во Република, за жал реалност во Република Македонија. Веројатно и господинот Цуклев создава галама, зашто тој пред 3 месеци ни предлагаше закон овде за заштита на грчките државјани во игрите на среќа, каде што се трудеше да ги намали или предложи закон со кој што се намалија давачките од автоматите и од слот машините кон државата. Баш ме интересира денеска како ќе гласа кога за одредени ставки владата ги зголемува давачките кои што се однесуваат на игрите на среќа или автоматите кои што се дел од овој закон. Владата упорно се обидува да создаде еден капитал во државна лотарија, кој што капитал се предпоставува или сега за сега се таложи на страна за создавање на буџет за локалните избори во општина Центар, бидејќи директорот на државна лотарија е еден од кандидатите на ВМРО ДПМН за градоначелник во општина Центар, и за сметка на тоа влезе онака брутално. Прво си намести закон во кој што само државата треба да организира игри на среќа преку интернет, без разлика што се бориме за едно пазарно стопанство и се бориме за конкуренција. Второ, самите си организираат игри на среќа преку весниците кои што се во собственост на господинот Орце Камчев, се со единствена цел никој друг во државата да не може да приредува игри на среќа, освен државната лотарија која што си ја избраја за свој полнач на партиската каса. На сметка на овие измени кои што се прават во законот за игрите на среќа, многу компании кои што се подготвуваја за, условно да кажам, либерализација на пазарот на игрите и организирањето на игрите на среќа преку интернет,
сега ќе останат со куси ракави, бидејќи сето она што го вложувале во инфраструктура, денеска паѓа во вода. Владата се одлучува да биде единствен организатор на игри на среќа преку интернет. Се разбира и тоа нема да помогне во целата ова ситуација, бидејќи монополот, за да водите монопол, треба и да знаете. Се разбира, не може луѓе кои што немаат искуство во оваа област, само затоа што ги имаат државните конци во рака, да тераат бизнис или да тераат успешен бизнис. И затоа државна лотарија е во голема загуба. Прво, да се вратиме малце неколку години наназад, со одлуката на тогашниот министер Трајко Славевски, се забрани компанијата која што тогаш приредуваше бинго, лотарија, да го приредува тоа. Годишно, со неотварањето или со преструктурирањето, што исто со закон го направи ВМРО-ДПМН, државата губеше околу 8,5 милиони евра и се разбира, за тоа оштетување на буџетот, секако некој ќе треба да си понесе соодветни санкции. Денеска имаме нов законски упат со кој што се бетонира монополската позиција на државата во приредувањето на игрите на среќа. Од кои причини тоа го прават, реков јас, само да се прибират парите на страната на државата, а компаниите кои што се приватни инвестиции, повеќето од странство, кои што се подготвувале за либерализацијата во приредувањето на игрите на среќа, да останат со куси ракави или со фрлени пари во Република Македонија, со што станува и јасно зошто во првите 3 месеци во Република Македонија имаме 72% помалку странски инвестиции. Затоа што во ваква несигурна бизнис клима, во која што законите се местат во функција на државата, а не во функција на конкурентност, не во функција на пазарот, нема која странска компанија да дојде да инвестира во Република Македонија. Она што е посебно трагично е тоа кога се приредуваат игрите на среќа и ова импровизација што се прави во оваа област, е фактот што голем процент од игрите на среќа одат во здруженија на инвалиди, инвалидски организации, невладини организации за борба против семејното насилство, Црвениот крст на Република Македонија, и колку помалку пари прибирате во буџетот на Република Македонија, а колку пари повеќе играте во детонатор за партиски изборни цели, толку помалку пари ќе добиваат и болните, толку помалку пари ќе добиваат и луѓето кои што се на маргините за жал во ова општество. И затоа ова, реков, не комунистичка, туку повеќе венецуелски концепт на закон во кој што државата треба да прави се, нема да и донесе ништо добро на Република Македонија, нема да донесе добро на инвеститорите, бидејќи тие инвеститори ќе се откажат, помалку даноци ќе плаќаат во државата, помалку луѓе ќе вработуваат во своите компании. Единствено привиден ќар ќе има државната лотарија, но гледаме дека ако го погледнеме нивниот бизнис биланс од минатата година, ќе видиме колку е голема дупката, бидејќи во државната лотарија не можете да работите со импровизации, а премногу ВМРО-ДПМН има побарувања од државната лотарија за покривање на своите партиски активности. И затоа не би ми изненадило ако во иднина целиот бизнис во ова сфера ја превземе владата, бидејќи се покажа дека како и во акцијата детонатор, дека, например, во изборната единица 3 има исклучителни добри познавачи на игрите на казино, на покер автомати и веројатно Владко Ѓорчев може да биде еден од идните директори на државна лотарија, бидејќи во овој момент работи во минус. Благодарам.